Океј. Сум зборувал за реактивен ум, тој е умот кој што се состои од болки и опишан е во книгата Дианетика од филозофот Хабард, дека тој е ум кој што снима болни искуства, физички и психички болни искуства, се регистрирани во тој подсвесен ум, поради тоа што кога човекот доживува болка на физичко или на психичко ниво, тогаш дел од тој свесен ум се гаси. Колку е поголема болката, толку е повеќе изгасен тој свесен ум и се регистрираат слики или мемории во тој подсвесен, тоест реактивен ум. Физички болки се моменти на кои сме се пресекли, изгориле, не дај Боже некој се удрил од нешто, паднал од точак, од мотор. Психичка болка се моменти на загуба или закана за загуба, акутна и шокантна загуба, но не мора да биде шокантна, и акутна загуба може да биде и хронично, полека да куќето е разболено со месеци, ќе почине, тоа е загуба, но е моменти на загуба или закана за загуба. Објаснато е многу повеќе во оваа книга Дианетика. Но гледате, кога тој реактивен ум собира болка во него, тоа што се случува после тоа е, он е реактивиран или рестимулиран, повторно стимулус да покренеш нешто од слични ситуации кои што се случиле, како што се случила таа ситуација. Како викаат кај нас, кога ќе се изгори човек на млеко, дуве и на јогурт. Сега, гледате, зар не е overthinking, он го гледа јогуртот, сега у меморијата има дека се изгорел на млеко, јогуртот е пред него, ама сега мисли, млеко ли е, не ли е. Имате некоја девојка, некој дечко и раскинал, втор дечко и раскинал, трет дечко и раскинал, сега четвртиот дечко ќе си го окрка. Затоа што нејзиниот реактивен ум е сега премногу стимулиран на таа тема, поради тоа што има премногу болка, и она прави overthinking како дечкото остави 50 денара на конобарката. Ама како е погледна? Зашто е погледна конобарката така? Море малку подолго ја гледаше. Зашто на Вибер му стои дека е активен, ама не е? Зашто на WhatsApp му стои дека бил активен, ама на Instagram кој е бил активен? И се гледате што се случува, човекот почнува да оди во премногу контрола, во момент кога реактивниот ум во него има собрано дадени трауми. Гледате, тие трауми кои што ги има собрано тој реактивен ум. Тој реактивен ум кога има собрано траума, она што се случува е почнува да размислува, односно да реагира на даден начин, а поради тоа што аналитичниот или свесниот ум ги нема тие информации. Гледате, аналитичниот ум не знае зашто човекот реагира така. Он се обидува да објасни зошто човекот се чувствува како што се чувствува. Гледате, и човекот почнува да анализира, почнува да станува премногу предпазлив. Кога човекот станува премногу предпазлив, тој почнува да анализира премногу. Но ако човекот премногу анализира, тој не живее со душа, него почнува да живее со ум. Затоа што знаете, кога човекот почнува да живее со ум многу, а не живее со душа, он ќе почнува да анализира, затоа што гледате, задачата на аналитичниот ум да прави анализа, но многу често причините зашто човекот се чувствува така, човекот не ги знае тие причини, затоа што многу траумите кои што ми се имаат случајно не се од сега, тие се од многу минати времења, од дамнешни времења. Некои трауми ми се случиле како бил многу помал, заборавил на тие моменти, но кога има некои слични ситуации во околината и има дадени тригери, тие минати ситуации се активираат, но умот не ги гледа на свесно ниво. Но душата почнува да ги чувствува, почнува да ја чувствува траумата, почнува да ја чувствува болката, почнува да ја чувствува негативната емоција. И гледате, кога човекот почнува да се чувствува така, кога почнува да има стравови, кога почнува да има вознемирување, кога почнува да се чувствува на даден начин, он почнува да анализира. Анализата не е секогаш точна ако човекот не ја знае основната причина. Гледате, луѓето мора да знаат што имаат во својот ум и затоа е таа техника во оваа книга Дианетика, како човекот да ги осознае минатите трауми, да ги освести тие минати трауми, за потоа кога има дадени тригери да не се вознемирува така лесно. Но гледайте, поентата ми е следна. Ако човекот има некој тип на дразби во својот реактивен ум, ако има даден тип на трауми во својот реактивен ум, мало нешто кој што ќе се случи може да му биде значајно. Колку често сте виделе луѓе кои што имале дадени трауми, можеби таткото викал, можеби била критикувана девојкава и сега дошол шефот на работното место и сега шефот малку е погледнал попреку. Зашто ме погледна вака? Леле, да не е поврзано со нешто, да не сгрешив нешто. Море од вчера да не мисли бла 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 бла. Гледате,
она ако има дадена траума, кога била карана, кога била критикувана, се вклучуваат дадени мемории кои што работат позадински во тој ум, доаѓа стравот и човекот почнува да прави overthinking, затоа што мал гест може да има големо значење. Ама зошто не ми кажа добра ноќ? Зошто дечкото кога ја пратил последната порака, не и пратил кисче, туку само и рекол good night? Зошто не ми прати пољубец? Да не ме сака веќе? И почнува сега overthinking, почнува да прави overthinking. Гледате, почнува се овој даден тип на мистерија. Но, ако ние, мистеријата како се демистифицира? Зборував за ова. Мистериозни дечковци, мистериозни девојки, леле, мистериозни дечковци и девојки, тие најмногу ви прават overthinking. Затоа што ако имате мистериозен дечко што неќе да ви пише порака, ако имате мистериозна девојка што никаде ја нема да ви пише порака, ќе ти побудали умов. Затоа што гледате, кога умот не добива податок, он ќе го измисли податокот. Гледате, кога умот не добива податок, он ќе го измисли податокот. Имате некој човек што сте му пишале нешто. Девојкава му пишала на дечкото те сакам. Он ја видел пораката, ама дечкова поради некоја причина не ја одговорил. Морал да ја одговори, требал да ја одговори одма. Но не ја одговорил. Зашто сега нема одговор од него? И се што се случува поради тоа што има недостаток на одговор, реактивниот ум прво нешто што ќе направи ќе го пополни со некоја негативност. И таа негативност почнува да ве тера во overthinking. Керкава не дошла до 12 дома, до 1 сат дома. Мајка ја чека, као добра мајка, ја чека. Не и да спие у кревет она затоа што ја чека керки. Ама керки у некое друштво има некој што и се свиѓа, што и се допаѓа, си седат некаде у парк, излезени се у град, кој да е големината на децава. Керкава не пишала порака. Мајкава пишала порака. Керкава не ја видела пораката. Мајкава почнала да мисли. Што мисли? Мајкава што не мисли она, леле, гаранте за љубов на керка ми во се поминува, гаранте за некој дечко кој што се ужива ту во муабет. Не. Мајка вика да не се случило нешто, да не некој направи нешто. Гледате, overthinkingот, затоа што кога имате недостаток на одговор, она што ќе се случи во вашиот ум ќе имате overthinking. Затоа е многу важно да имате комуникација со луѓе кои што знаат да комуницираат. Луѓе, многу е важно ова. Кога имате човек што не знае да комуницира, кога имате човек кој што не одговара на пораки, знаете, кога ќе му пишете, он ти одговара за 24 часа. Ти почнуваш да мислиш во твојот ум. Зошто? Затоа што немаш соодветна комуникација. Кога луѓето немаат соодветна комуникација, кога ти си брз у комуникацијата, другиот е спор, кој прави overthinking? Тој што е брзиот, тој спориот не прави ни thinking. Тој не ја видел пораката, затоа што не му е сенс одговор, нема дека другиот пишал порака. Затоа што он си го оставил телефонот, напишал порака, колку често ќе имате, сте у комуникација со некој, тој ќе остави порака да не завршила комуникацијата, ти го чекаш. Викаш, прашалник, до кај муабетов не го заврши. После сад време ти одговара. Шо правиш? Overthinking. Зашто? Поради тоа што имаш мистерија. Поради тоа што имаш неодговор. Затоа е многу важно човекот да има добра комуникација, затоа што е многу важно човекот да има соодветна комуникација и да одговара на прашањето. Кога имате двајца кои што имаат прекрасна комуникација, кога постојано тече комуникацијата, кога има енергија, едниот си пишува, другиот му одговара, едниот си пишува, немате мистерија. Немате overthinking, ти си на чисто. Ама ако тебе немаш комуникација од тој со кој што треба да имаш комуникација по пола ден, по 5 сати, а ти си некој кој што е брз, кој што сака веднаш да прати комуникација, а од другата страна немаш комуникација, човек ќе побудалиш. Зашто? Затоа што почнуваш да правиш overthinking, си почнуваш да си правиш филмови. А ништо од тоа обично не е вистина. Како да ја спречиш тој overthinking во овој случај? Кога немаш комуникација, доби одговор. Прашај си го прашањето. Биди си на чисто. Затоа што особено имате некој момче што брка некоја девојка се додворува некој момче и сака да има комуникација, нема комуникација. Тој кој што нема одговор ќе почнува да измислува разни глупости. Знаете, поради тоа што не е само во негативен контекст, имате некој човек што е заљубен. И девојкава на тој заљубениот човек му пратила гушка. За него гушката значи девојка му е. Не ти е девојка уште, таа ти пратила гушка поради тоа што така комуницира она со гушки. Прашај си. За не си имаш overthinking и искомуницирај си. Има едно правило од филозофов Хабард, вика when in doubt communicate. Кога се колебаш, комуницирај. Затоа што комуникацијата демистифицира. Зборот мистика
доаѓа од мистеин, мислам дека е, на грчки е да му ја зачепиш устата на некого. Со други зборови немаш одговор. Луѓе, зар немате overthinking кога немате одговор? Комуникацијата е преубава кога имаш одговор. Доби ги одговорите ти. Знаете, но overthinking исто така има кога човек излага надвор од комфорт зоната. Он почнува да има overthinking поради тоа што доаѓаш во некоја неизвестност. Сега редам сите работи зашто човек може да има overthinking, а? Затоа што знам дека многу зборев за неодлучност и overthinking во минатиот лайф, ама сватив дека има многу други причини зашто човекот може да има overthinking, па денеска сакам да ви споделам и сигурно ќе има повеќе и после овој лайф нема да ми текнат во моментов, ама ако ми текнат понатаму ќе направиме overthinking дел 3, 4, 5, 6 и така натаму. Гледате, кога излага човек надвор од комфорт зоната, он е нормално да има overthinking затоа што доаѓаш во нова зона. Отишол некој човек во некој нов град, он ќе има overthinking затоа што работи стравот. А стравот од што доаѓа? Стравот доаѓа од неизвестност. Кога човекот има неизвестност, он има overthinking. Кога имате друг момент на неизвестност, кога имаш карши тебе неодговорен човек. Ако имаш партнер неодговорен, ако имаш колега неодговорен, ако имаш некој пријател неодговорен, ти ќе имаш overthinking. Зашто? Затоа што не можеш да се ослониш на него. Затоа што имаш неодговорност од другата страна, немаш стабилна точка. Затоа што не можеш да предвидиш. Затоа што е конфузијата е непредвидување. Кога имаш нешто на кое што ти не можеш да предвидиш, секако ќе почнуваш да развиваш overthinking. Затоа што немаш известност. Сега во животот, кога ти излагаш надвор од комфорт зоната, што е твојата задача? Неизвестноста да ја претвориш во известност. И како работиш со тоа што ќе најдеш решение за сите тие предизвици и препреки кои што ќе ти дојдат на патот до целта, така неизвестноста ја претвараш во известност. И така стравот го претвараш во самодоверба. Кога излага човек надвор од комфорт зоната и кога го има тој overthinking, тоа не е лошо, поради тоа што има страв поврзан со неизвестност. Ама кога идеш кон целта, секако ќе имаш страв кој што е поврзан со неизвестност и продолжуваш да го правиш тоа. Зашто друго можеш да дојдеш до overthinking? Гледайте, дали некојаш ви се случиле ситуација каде што некој ви давал етикета и ве ословил со некој епитет кој што не е соодветен за вас. Некој ќе дојде и ќе ти рече, ти си неодговорна личност. А нема врска тоа со реалноста. Знаете, он ти укажал нешто кое што за тебе не е уопште точно. Некој ти рекол дека ти си неодговорен, дека ти си некултурен, дека ти си несензитивен, дека ти си неперцептивен. А уствари не е вистина. Зошто не е вистина? Поради тоа што тоа не е тоа е неговата реалност. Он можеби тоа го кажува поради нешто кое што е вистина за него, ама не е вистина за тебе. Ја не викам дека човек не треба да направи ретроспектива и да види дал тој епитет кој што му е даден е реален или не. Ако го добиш истиот епитет од 5 луѓе, веројатно е реален. Ако го добиш истиот епитет од 3 луѓе, запрашај се дали е тоа така. Ама ако добиеш некој епитет лажен од еден човек, не значи дека е вистина. И некој ќе ти налепи етикети. Знаете како ние стикај. Некој ќе ти рече, не си одговорен, за никаде си, не си сензитивен, не мислиш на другите, себичен си, ваков си, онаков си. И ти почнуваш да мислиш, дали сум себичен, да не сум себичен. И така натаму, и така натаму. Гледате, некој човек мисли. Не дај Боже да почне да мисли. Поништувам тоа како идеја. Еве нека не мисли уопште, не ни треба да мисли, но ако на некој човек му стават лажна етикета, он почнува да мисли дали е тоа вистина. Ама ако ти добиеш лажна етикета, која што не соодветствува со твојата реалност, врати етикетата назад. Зашто се додека си налепен со етикети кои што не се вистина за тебе, твојот ум ќе почнува да мисли. Зошто? Затоа што почнува да функционира врз база на лажни епитети. Кога човекот има насобрано лажни епитети, неговиот ум почнува да мисли дали е тоа така, дали е тоа вистина. Знаете како викаат, кога ќе ти кажат една лага 100 пати станува вистина за тебе, но фактички не е вистина за тебе. Гледате, некој ти кажал нешто, ти убедил нешто кое што не е вистина за тебе. Ти ќе почнуваш да правиш overthinking. Зошто? Поради тоа што ја нема твојата сигурност. Знаете што не е thinking? Знаење и сигурност. Замислите, имате некој човек си воспоставил точки за неговиот живот. Добар сум возач, добар сум тоа, добар сум ова, добар сум готвач, наредил точки, тој не мисли. Ама дошол некој друг, абе ти кај знаеш да возиш, бе, труп си возење, бе, ти готвиш, абе, катастрофа. Тебе не те бива за ништо, бе, на работа, катастрофа си.
ќе почнат да му ги инвалидизираат тие стабилни точки кои што он ги ставил. И што се случува? Он со тие стабилни точки што ги поставил за него. Стабилни точки имате за животот. Животот е убав, животот е среќен, животот е ваков, животот е онаков. Ќе му ги уништиш на некој човек тие стабилни точки, он станува несигурен. И кога човекот станува несигурен, он почнува да прави overthinking. Знаете дека најубаво е да не правите уопште thinking. Него да знаете. Имаш перцепција, гледаш. Има убав цитат за способност од филозофот Хабард, вика способноста е to observe, to decide and to act. Да обзервираш, да донесеш одлука и да делуваш. Но некои луѓе не се уопште тука во сегашноста за да гледаат. Они се во умот и мислат. Имате луѓе кои што уопште не се во сегашниот миг, но како човек е перцептивен? Тука е. Ако човекот не е тука, он не може да обзервира. Сега, на некој човек ако го инвалидизирате 100 пати и му кажувате дека не го бива, дека е за никаде, дека е катастрофа, дека е едно, друго, трето, он ќе почне да верува во тоа. У моментот кога ќе почне да верува во тоа, он си ја крши сопствената реалност. И кога ќе ја скрши сопствената реалност, он почнува да мисли. Не гледа. Зашто? Поради тоа што некој го замислил со што? Со погрешност. Луѓето ве замислуваат со погрешни квалификации. Квалификација значи не си добар за ова, не те бива. Квалификации ви даваат кои што немаат врска со реалноста. И кога човек ќе насобере такви квалификации до околината кои што немаат врска со реалноста, он не е сигурен. Зашто? Особено не е сигурен ако почнува да верува во тоа. Отфрлете таа квалификација и отфрлете таа наметната реалност. Зашто ако не ја отфрлиш и ја собереш, ќе почнуваш да развиваш несигурност и особено ако таа не е вистина. Може да не е вистина за тебе, може е вистина за тој. Ама гледайте, многу е важно да ако не направи увид, види, ако од 3-4 страни ја добиваш истата квалификација, не си добар за ова, или вака правиш, научи. Ама ако имате некој човек што постојано те бомбардира со критики, неубави квалификации, те омаловажува и ти ја прифатиш таа реалност, ќе паднеш пониско по скалата на емоции. Светот твој ќе стане помалку сјаен. И кога почнуваш да правиш thinking, стемнуваш како енергија. Тој кој што зрачи, кој што сјае, тој знае. Тој што сјае, тој знае. Тој што мисли, тој е потемен. Затоа што гледате, мислата не е простор. Човекот кога има простор, не мисли, да се вратам на обилениот мој цитат, за кој што знам дека сум досаден. Ама го повторувам со цел, за да го разбере секој. Зборот анксиозност доаѓа од збор ангере, на латински значи да гушиш некого, ангере доаѓа од зборот ангст, ангст на германски е страв, ама ангст на индоевропејски значи мал простор. Индоевропејски е стар јазик, од кој што се развиле сите индиски европски јазици. Мал простор, депресија, што значи мал простор, де надоле пресија присук. Кога ќе го направиш некој да мал простор, он има мисла, он нема сигурност, нема простор. А простор кога имаш, ти не мислиш. Гледате колку убава работа е. Кога човекот не мисли, кога има простор. Затоа е важно да бидеш со луѓе кои што ти даваат ветар у грб. Затоа е важно да бидеш со луѓе кои што ти даваат простор. Но ако почнеш ти да мислиш, тоа е поради тоа што некој ти го одземал просторот. Внимавајте кога некој човек ти дава квалификации и те квалификува со некои карактеристики кои што не си ти. Затоа што ако ги прифатиш тие квалификации и тие карактеристики што не си ти, ќе станеш помалку ти. Затоа што за тебе, у твојот универзум, тоа е лага, тоа не е вистина. И ако почнеш да прифаќаш лага, а не вистина, лагата е темнина, вистината е светлина. И ти ако почнуваш да прифаќаш реалност наметната од други луѓе, животот не е добар, животот е ваков, животот е наков, 100 пати слушнеш. И ти си го земал тој став. Секако дека ќе направиш темнина. Темнината мисли, светлината знае. Светлината сјае и знае, а темнината почнува да прави overthinking. Затоа што се базира на лага. Имаш некој човек кој што лаже сопствената девојка, кој што стае сопствената партнерка. Знаете дека сјајот во бракот го снемува. Зошто? Затоа што има лага. Нема вистина. Во моментот кога човекот ќе почне да има лаги околу него, ќе почне да има темнина.
Колку повеќе лаги има, толку повеќе несигурност има. Колку повеќе несигурност има, толку повеќе overthinking има. Затоа што лагата прави overthinking. Затоа што вистината ти дава простор, сигурност и мудрост. Лагата ти одзема сигурноста. Затоа што нема логика. Замислете, имате двајца имаат по 10 камења у джеп. Еднава страна ги извадила 10 камења на маса, другава страна ставила 7, трите не ги кажува. Сега ти имаш полулага, имаш полувистина, немаш целосна вистина. Шо те тера тоа да мислиш? А шо прави вистината кога ќе дојат 20 камења? Пуф, те ослободува, да, човече, ова има логика. Се додека нема лага, се додека има лага, нема логика. Ете, се додека нема целосната вистина, велиме дека има лага. Кога има лага, ти мораш да мислиш. Затоа што не ти има логика. И почнуваш да го бараш одговорот. Затоа што не ти е даден одговорот 100%. Во моментот кога ќе дојде целосната вистина на маса, прекинува овертинкингот. Без разлика што може да имаш љутина, можеш да имаш гнев, можеш да си огорчен. Овертинкинг немаш. Се додека има лаги, полувистини, неизречени вистини, има овертинкинг. Сега, може да има овертинкинг од тоа што го кажавме. Може човеков да кажува вистина, ама некоја страна, ако си има во својот реактивен ум бубачки разноразни, кои што и прават хаос у главата, може некој човек да ја кажува вистината, ама човекот да не ја гледа вистината поради тоа што реактивниот ум брмчи. Имаш некои ситуации каде што луѓе не веруваат на никој човек, без разлика колку човеков кажува вистина, поради тоа што овертинкингот доаѓа од минатото и од минатите трауми и од минатите ситуации кои што се имаат случајно. Така да, многу е важно човекот да се ослободи од тој реактивен ум, за да му се исправи перцепцијата. Затоа што, гледате, болката ја искривува перцепцијата. Кога човекот има болка, наочарите се искривени, како да имате скршено стакло и све што гледа човекот е скршен. Зидот е скршен, сликата од Њујорк е скршено, леле, телефоните се скршени, ништо не е скршено. Болката од минатото прави твојата перцепција се искриви и човеков не гледа како што треба, и дури ако има нешто кое што е вистина, он го извртува од минатото, му извртува вистината и не може да ја види вистината. Мисли дека има лага, како што има вистина. Тогаш човекот треба да се работи на себе. Сега, замислите да има две ситуации. Човекот да си го има тој реактивен ум што му брмчи, од другата страна па да имаш некоја неискреност од другиот партнер или од колегата или од кој да е, споени две работи те терат на многу мислење. Ама гледайте, за да ги разрешите дилемите, за да ги разрешите мистериите, за да ги разрешите овертинкинзите, за да не мислите многу и да не мислите премногу, луѓе, комуницирајте и зборите со луѓе. Прашај си, најди ги одговорите, учи, знај. Затоа што ако учиш и ако знаеш, и ако почнуваш да доаѓаш во контакт со механизми, затоа што, гледате, тоа се механизми. И ја овие работи кои што ги знам, кои што можам да ги предвидам, се заради тоа што ги знам или сум ги научил механизмите на дадени работи во универзумот. Гледате, кога имате лага, имате механизам. Кога имате критики, имате механизам. Кога имате мал простор, имате механизми. Кога имате големи простори, имате механизам. Тоа се механизми. И кога човекот ги познава механизмите, он може да предвиди многу работи. Може да осознае поголема вистина. Поради тоа што, гледате, ние како душа знаеме. Некојаш луѓето се лажат и неќе да знаат, затоа што неќе да видат, неќе да соочат. Ако човекот неќе да соочи, ако неќе да знае, тој човек е машина за овертинкинг. Затоа што колку повеќе соочувате, колку повеќе комуницирате, толку повеќе простор креирате. И ако човекот креира простор, и ако има простор, и ако сака да знае, тој човек ќе го намали својот овертинкинг. Затоа што е способен да гледа, и е способен да праша, и е способен да комуницира. Имаш некоја другарка што не те викнала за роден ден. Правиш овертинкинг. Да не се споила со другата другарка. Леле, да не се наљутила заради ова. Не мисли. Јави се и прашај. Ке се изненадиш колку едноставен е животот. Луѓето кои што не ги соочуваат работите во нивниот живот, почнуваат да прават комплексности. Има убав цитат од филозофот Хабард, вика: степенот на едноставноста е пропорционален со степенот на соочување и степенот на комплексноста е пропорционален со степенот на несоочување.
Степенот на едноставноста е пропорционален со степенот на соочување и степенот на комплексноста е пропорционален со степенот на несоочување. Ако човекот не соочува, он има комплексност. Кога човекот има комплексност, он има overthinking. И секој човек кој што не ќе да комуницира кога е тешко, кој ќе не ќе да праша нешто кој што не му е објаснато, кој што не ќе да се соочи со дадени ситуации во неговиот живот, кој што ако мислиш дека некој те вара, те лаже, те едното, комуницирај. Затоа што тогаш соочуваш и ќе доеш до едноставноста. Некогаш не е лесно човекот да дојде до вистината, но не можеш да дојдеш до вистината ако не соочиш. Ти во себе имаш вистина. Ако не си ги соочиш твоите проблеми, твоите ситуации во твојот живот, како ќе имаш поубав живот? Тешко ќе ти биде да имаш поубав живот. Зошто? Поради тоа што не си се обидел да соочиш работи. Нете пак да го повторам. Степенот на едноставност е пропорционален со степенот на соочување, степенот на комплексност е пропорционален со степенот на несоочување. Обзервација, односно цитатот филозофот Хабард. Затоа што ако ти не гледаш, не сакаш да видиш, нема да знаеш. А гледањето, знаењето, храброста да гледаш, ти дава простор. Ако не сакаш да се соочиш, ако не сакаш да бидеш, ако не сакаш да... Затоа што и соочувањето со препреките е креација. Ти не можеш да креираш ако не соочуваш препреки. Човекот кој што се плаши е мал. Уште еден цитат од истиот филозоф Хабард вели: одземете го стравот од еден човек и ќе одземете неговата малост. Стравот те тера да имаш искривена перцепција. Стравот е искривена перцепција. Зашто стравот те лаже, нема поголем лажга од стравот. Ви има излажено 100 пати и пак му веруваш. Стравот има излажено 100 пати. 100 пати си се плашил од нешто, си сватил дека нема зашто се плашиш. Те излажал 100 пати, ти на стравот му веруваш 101 пат. Зашто стравот е overthinker. Гледате, стравот е overthinking. Гледате, стравот наоѓа оправданија. Стравот е логичен. Храброста е магична. Храброста вели соочувам, идам напред. Нема мислење. Ама стравот, неволноста, те прави логичар. А логичар у наводници. Логично е да не отидеш сега на тој пат затоа што врне. Не е логично, него не ти се оди. Немаш волност. За да ја оправдаш таа неволност, ти наоѓаш логични оправданија. Сега, кога човекот има логични оправданија, он има изговори со други зборови. Ама од кај доаѓа зборот excuse? Excuse доаѓа од два латински збора. Ex outside, cuse доаѓа од зборот cause, причина. Outside cause. Абе до времето е. Зашто закаши? Семафорите беа црвени. Еј, семафорите били црвени. Аха, не е дека не си почнал порано да тргнеш. Не. Закаснив, семафорите беа црвени. Зашто не успеа во животот? Не знам, тој ме уништи, тој ми направи тој, татко ми и мајка ми беа критичари. Аха, се они се причина. Зашто? Не знам, девојка ти те остави затоа што е ваква, онаква. Он не гледа дека и он имал до него удел. Секојаш е надворешна причина. Кога човекот става причина надвор од себе, 3 прста се наке него. Како ви кажат? Еден прст натаму, 3 наке тебе. Се доека човекот не свати дека он е причина и не превземе одговорност за неговиот живот, нема да има соочување. Така да соочувањето потекнува или почнува со одговорноста или со волноста да превземеш одговорност да го подобриш сопствениот живот. Зашто ако не преземеш одговорност да го подобриш сопствениот живот, тој нема да се подобри. Многу е важно да преземеш одговорност за сопствениот живот. Океј, се надевам дека помогнав со overthinking, се надевам дека ќе комуницирате. Имајте на ум, комуникацијата е таа која што во најголем број на случаеви ги решава мистериите. Не дозволите мистеријата да влие врз вас, не дозволите мистеријата да прави overthinking. Не е добра мистеријата. Она што е добро е да имате искрена и директна комуникација. Кога ќе речам директна, не значи директно некој да му оплеснеш нешто у глава или да го повредиш со директноста. Ја велам, добро е да сте директни, но многу е подобро да си и со осет да ја кажеш комуникацијата, зашто директноста некогаш значи све ќе ти плеснам у фаца и не ми е гајле како се чувствуваш. Но тоа се некои луѓе кои што немаат сензација и осет. Знаете, имате некојаш некои дебелокошци, тие дебелокошци не чувствуваат за околината и све ќе ти плеснат у фаци што треба и што не треба, но кога имате сензитивни луѓе, тие се сензитивни за љубов, а ми се сензитивни за болка. Меката сензитивна душа, она чувствува како другите луѓе се однесуваат и затоа има манири и перцептивни е тука. Но таа душа,
која што чувствува како се осеќаат другите, ја чувствува и нивната болка, но и нејзината болка некојаш е поголема од болката на дебелокожецот, зашто дебелокожецот нема осет. Така да, до сите оние меки, културни, убави, сензитивни души, продолжете, но немојте да си зимате при душа, при срце работи кои што ви ги имаат кажано некои луѓе, кои што можеби немале осет за вас и ви кажале погрешни квалификации, и ви кажале работи кои што тотално немаат врска со вас. Така да, бидете сензитивни, но исто така имајте и сензација да препознаеш која енергија од другата страна што ти збори. Затоа што не секоја емоција која ќе добиеш од другата страна ја кажува вистината. Особено лутиот човек не ја збори вистината. Ви посакувам убава вечер, се гледаме повторно за некој ден. Чао!